La Bamba! Thank you! Беше ова специјално изненадување што за вас го подготвија Хери Сото, Пеце и Коце. Сега моментот што сите го очекувавте, моментот кога јас ќе се обидам да се слушнам со моите колеги на трибините и кога вие ќе можете да го прашате нешто Хери Сото. Преведувач ќе биде Коле Чашуле, а прв ќе може да анкетира некого од публиката. Кире, дали се слушаме? Супер се слушаме. Мислам дека малку светло треба да се фрли овде кај нас. Супер. Ве гледаме, Светло. добро е. Имаме како ласер. Имам две другарки кои што ги запознав и кои што со нетрпение очекуваат да го воспостават контактот со нивниот телевизиски јунак. Да чуеме дали очекуваше ти твојот јунак толку добро и да пее, освен што глуми? Не. Те шекна, те збуни? Да. Супер. Ајде да го чуеме твоето прашање. Дали сакате да живеете во Македонија и да учествувате во некоја телевизиска серија? Како што е Салон Хармони. На Чоре да му ја лапне улогата. Да. I love to. Би сакал многу. Супер. Одговорот беше многу краток и јасен, а мојата друга пријателка, наместо прашање, сака да му испрати само еден бакнеш. Quiere solo tomar una... Дали ќе возврати со уште еден врел бакнеш до нашата пријателка во публиката? Un kiss para ella. Ја спрема температурата на бакнежот. Дигнете раце да може да ме видат од тука. The illumination, could you help me up there? I can see anything. I want to see them. Сака горе да иде за да ја види девојката. А да дојде девојката до него. Where are you? Супер. Well, for everybody. Mwah! За сите. A big kiss for you. Девојката ќе дојде нешто подосна. Ова се моите први две прашања, да оставиме некое прашање и за моите колеги. Добро вечер за кого? Добро вечер за Таировски етем од Велес. Аплауз. Би сакал сам да ве прашам, што сте вие професија? По професија сум наставник во основното училиште Тодор Јанев од населба Чашка. Добро, јас не сакам да го прашувам господинот Сото какви оценки имал во школа. Предпоставувам сите... Океј. Предпоставувам дека сите петки беа. Еве го првото прашање, да го чуеме. Првото прашање за господинот Сото е дали сака да се жени со некоја од неговите колешки артерки во серијата Касандра. Или пак, може да го дооформиме со кого од неговите колешки од Касандра имал најдобра соработка. No, los otros actores, mujeres de la Cassandra, de la telenovela, que si hay alguna otra que me guste. Que quiero usted Малку е sea su незгодно esposa. прашањето, морам да признам. No, Не, porque затоа што mi corazón es solo para mi chaborina Cassandra. моето срце е резервирано само за Касандра. Chachipé. Тоа се вика идеален сопруг. Dice que ese es un marido ideal. Добро, ако може и вториот одговор, впрочем, со кого најдобро ви одеше за време на снимањето на Касандра? Со која колешка? ¿Quién trabajaba, con quién mujer, actor, usted trabajaba mejor? Es comprometedora esa pregunta, pero lo que sí le puedo decir es que para mí Ова прашање е многу компрометирачко, но сепак ќе ви кажам дека за мене ha sido un placer trabajar con Coraima Torres. ми беше големо задоволство да работам со Кореима Торес. Добро, аплауз за господинот Сото и за мојот гости. Сега мислам дека е време да се префрлиме на Антонио Димитриевски, кој е некаде десно горе од мене. Да видиме Пара дали отра се персона, слушаме пара и со отра Антонио прегунта. и дали Антонио веќе има соговорник. Се слушаме одлично. Моите поздрави, добро вечер за господинот Хендри Buenas Сото. noches.
Јас немам овде ниту соседки, меѓутоа имам едно симпатично пријателче кое сега го запознав, се вика Добро вече, Филип. Добро вече! Еден голем аплауз за господинот Ранду! Para el señor Randu. Значи, моето мало пријателче, еве го до мене, Благодарам. лево од мене, се вика Филип, доаѓа од скопската населба Ѓорче Петров, значи Скопје е предградие на Ѓорче Петров, и сака да праша нешто што од прилика би звучело вака. Повели. Дали Ранду вистински ги фрла ножевите? En verdad era with the knives. Значи, дали господинот Рандо навистина умее да фрла ножеви така добро како во серијата? Well, I can say, yo no puedo decir si de verdad lo hago bien o no, pero yo invito al niño que venga acá y yo le lanzo los cuchillos. ¿Quieres? Не знам дали на вистина знам да фрлам добро ножеви, но затоа го поканувам детето да се симне доле и да му покажам. Мојот мал симпатичен пријател ќе дојде малку подоцна, а додека тој се симне, второто прашање од уште една дама овде, која е од исто така од една скопска околија, се вика Припор, а незиното име е, добро вечер за... Валентина. Валентина, а Валентина сака да го поздрави господинот Ранду и да му го постави ова прашање. Валентина, повели. Во серијата Касандра имавте голема љубов кон неа, а сепак не беше спомната во тестаментот. Зашто? Аха. Ете ти провокација. Resulta que... Es que no entiendo la pregunta. ¿Cómo que no estaba en el testamento? Yo fui quien dejó un testamento y ella estaba en el testamento. Да, јас бев во тестаментот на крајот од серијата. Yo le legué mi corazón. Јас си го дадов моето срце. Значи, ете го одговорот. Ранду, многу те поздравувам и фала на одговорот. Ете толку за сега и од мене, а сега и го предавам микрофонот на мојата шармантна колешка и ваша домаќинка Ирена. Ирена, Јас се надевам дека оние што досега можеа да постават прашање се навистина задоволни. Уште неколкумина од вас ќе имаат можност истото тоа да го сторат кога ќе дојде на сцената и популарната Касандра Кореима Торес. Во меѓувреме, додека Кире, Иво и Антонио ги пронедат новите соговорници, ние одиме повторно со музика. Blagodaran, Macedonia. Me repitieron 500. ¡No! Дали сме среќни вечерва? Ве препуштаме да уживате. Јас и Ранду ќе си одиме, јас сега ќе го украдам него, а Касандра ви оставаме вам. Buenas noches, gracias. Yo no tengo forma de decir lo feliz que me siento en este momento y lo agradecida y orgullosa que me siento de que todos ustedes estén aquí. Добро вечер на сите. Немам што повеќе да кажам, само благодарам колку сум среќна што сум овде со вас и што ве гледам сите вечерва овде. Ве молам еден аплауз за Кореима Торес.
популарната Касандра вечерва во живо и како што веќе знаете, неколкумина од вас ќе можат токму сега да поразговараат со неа. Преведувач е госпоѓата Мирчела Ѓувалековска. Кире, дали веќе го имаш првиот соговорник кој што има среќа да биде еден од ретките во Македонија што има можност еднаш во животот да поразговара со Касандра? Еве, јас лично да ја поздравам мојата колешка артистка Касандра. Дали ме гледаш, Касандра? Еве сум овде горе на известно ниво повисоко од тебе. Ти реков, Кире, да се дигаш на прсти. А сепак, тоа е само символика. Значи, мојот поздрав супер. Еве сме овде. За известно време ќе се доближам и поблизу до сцената. Имаме ли преведувач? Добро. Имам овде подготвено неколку девојки кои прво, пред да постават прашање, ќе ги прашам, додека ги гледа сцените ваши исто ранду, вриштите ли? Па, сигурно. Да чујам како вриштите. Касандра е пред вас. Брзо едно прашање за неа. Mrs. Koraima, welcome to Macedonia. Ова е констатација, не е прашање. Благодаря. Моето прашање би било што најмногу цените кај мажите и дали сакате повеќе црни или плави мажи? Супер. Ya tengo el que quiero y mi esposito es blanco con el cabello rojo. Јас имам тоа што го сакам и тоа е мојот маж кој што е светол и тоа е тоа што јас го сакам и го имам до мене. Y mi otro hombre, que es mi hijo, que es hombre también, es rubio. И исто така другиот маж во мојот живот е мојот син кој што е плав, светол. Добре, ние со светлите коси, не реков седите, реков светлите коси, изгледа имаме поголема предност од оние црните што доминираат во незината земја. Да чујам кој беше заинтересиран, супер. Ајде да го чујам твоето прашање. Здраво прво, најпрвин до Касандра. Сакам да прашам дали се чувствува добро во Македонија. Feliz, no bien, más que feliz, más que contenta, más que orgullosa. Се чувствувам среќна, повеќе од среќна, се чувствувам добро, многу повеќе од добро. Со еден збор пресреќна. Ако е така, остани си овде кај нас. Одиме со прашање од колегите, благодарам. Иво? Колега, дали се слушаме? Океј. Јас сум некаде овде, ако може светлото да се најдеме. Чао, Касандра. Чао и од вас. Ајде да чуеме, чао. Па ајдете. Оля! Така е. Вака, следува сега едно прашање од една девојка. Како се викаш? Христина. Христина сака да ја праша Касандра за една мала дилема. Моето прашање до Кораима е кога повторно би имала можност да избира, дали пак би го избрала Луи Давид? Ustedes ya vieron Cassandra y pues Cassandra siempre estuvo enamorada de Luis David y se casó con Luis David. Надвор од својата земја. Добро, отприлика ние нешто разговаравме и, например, во кој познат филм би сакала Касандра да глуми?